Почитувани граѓани, оваа недела сме во интензивна европска работна агенда на релација Скопје, Брисел, Мадрид, Атина. Денес ви се обраќам од мисијата на Северна Македонија, тука, од срцето на Европската Унија, од Брисел. Имавме интензивни средби со највисоките представници на европските институции и осигуравме дека и во Европската комисија, и во Европскиот парламент, и во било која друга европска институција, клучните представници знаат и разбираат дека нашиот македонски идентитет не е за преговори и никогаш нема да биде за преговори. Фон дер Лајен, Вархеј, Сасоли, Борел, Тимерманс, Лајчек, Вебер, Кјучук, Чолос, сите европски лидери и представници ја знаат и ја разбираат нашата позиција. Додека некој се обидува, а гледаме дека се обидува, македонскиот јазик и македонскиот идентитет да го стави на европската маса за преговори, ние нема да преговараме. Порачавме јасно и гласно и повторивме. Тргнете ја секоја дискусија за македонскиот јазик и македонскиот идентитет од масата за разговори во Брисел. После тоа можеме да продолжиме да разговараме за нашата европска иднина. Ние имаме и гордост и собствен идентитет. Гордоста можеме да ја засилуваме или смируваме, но идентитетот и јазикот македонски ни е неприкосновен, еден и единствен, непроменлив. Со македонскиот идентитет не смее да се игра ниту мојата влада, ниту било која друга влада. И уште помалку друга држава или унија во која што се уште не сме членка. Заедно сме со нашите европски пријатели. Дишеме, живееме и растеме заедно со европските идеи и вредности. И знаеме дека мораме да се движиме заедно и напред. Само така е европски. Ние сме за мобилност, а не за ѕидови. На овој заеднички пат, секој треба да си ги заврши своите обврски. Северна Македонија многу сработи. Испорачавме реформи, испорачавме и правда. Време е и Европската Унија да го испорача ветеното кон нас. Почитувани граѓани, народе мој, Европската агенда продолжува. Од Брисел кај нашите пријатели во Мадрид, Шпанија. А после тоа и на економскиот форум Делфи во Атина, Грција. Европскиот пат е пат на соработка и меѓусебно разбирање.